Панко Брашнаров не беше само човек, туку жива историја на македонскиот непокор. Човекот кој беше генерација и соученик на велешките гемиџии и сведок на двата Илиндена, целиот свој живот го посвети на ослободувањето на Македонија. Поголемиот дел од своите денови ги помина по затвори заради својот патриотизам и идеализам, останувајќи влюбеник во татковината до последен здив, без свое семејство и потомство. Роден е на 27 јули 1883 година во Велес, во семејството на Тодор и Коца како четврто дете по браќата Димитар, Јован и Милан. По завршувањето на прогимназијата во Велес и педагошката школа во Скопје во 1901 година, кај него веќе силно се будеа револуционерните идеи. Како национален борец, од 1900 до 1908 година беше член на ВМРО во групата на учителот Андон Димов, а по младотурската револуција ги прифати социјалистичките идеи како пат кон решавање на македонското прашање. Како народен учител помина низ цела Македонија, од кумановските села Четирци, Градиште и Горно Конјари, преку Велес и селото Бистрица, до Ново село кај Штип, често го преместуваа затоа што прокосеше на бугарската екзархија, одбивајќи да предава на официјален бугарски јазик и да ја пропагира бугаризацијата на македонските деца. Во 1908 година со Мартулков и Шурков ја основа социјалистичката организација во Велес и организираше митинзи против завојувачките политики на Србија, Бугарија и Грција, барајќи слобода во рамките на Балканска федерација. Кога дојде 1912 година, Брашнаров застана против балканските војни кои ја парчеа Македонија и му се придружи на Димитрија Чуповски во Велес на историската конференција, каде се бараше автономија како единствен спас од поделба. Неговите сооборци продолжија во Петроград со весникот Македонски глас, додека Панко во Првата светска војна беше насилно мобилизиран во бугарската армија. По војната, во Софија контактираше со Главинов и Хаџи Димов, но по Версајскиот договор се врати во поработената Вардарска Македонија. Србите му нудеа да биде учител по српски јазик, но тој го одби тоа со презир. Работеше с воденичар во воденицата на брат му, Бавчанџија, Бакал, па дури и во кафеана која стана центар на комунистите во Велес. Во 1919 година стана член на КПИ верувајќи во правото на самоопределување, а во 1920 беше делегат на Вуковарскиот конгрес. Поќобзнаната продолжи да действува илегално. Кога Илија Кушев и Љубомир Весов му донесоа порака од Тодор Александров за формирање чети, Панко децидно ги одби, велејќи дека тие се само орудие на бугарскиот двор. Во 1922 година илегално го издаваше весникот Искра на македонски јазик и велешки дијалект, пишувајќи за теророт на великосрпската политика. Неговата упорност во личниот живот, како што пишуваше Тодор Зографски, вдахнуваше почит кај народот. Панко работеше во воденица, а Јовче Джипунов со туладжилак, само за да не бидат српски учители. Брашнаров веднаш го прифати Мајскиот манифест од 1924 година и со Ризо Ризов формираше групи на ВМРО Обединета. Иако КПИ се плашеше од неговиот македонски национализам и бараше да го напушти националниот курс, тој остана верен на Македонија. Стана член на ЦК на ВМРО ОБ во Виена заедно со Павел Шатев. Поради оваа дејност, постојано беше апсен. Во 1926 по провала во Велес доби 2 години затвор, а во 1929 при обид да ја мине границата за Берлин беше повторно фатен и спроведен во Марибор, па во Велес, каде српската жандармерија зверски го тепаше и го држеше во самица. На големиот процес во 1930 година против 22 македонци, меѓу кои беа и Зографски, Шоптрајанов и Джипунов, Панко беше првообвинет. За неговото ослободување до Белград пишува Алберт Ајнштајн, Анри Барбис и светски дејци од Јапонија до Мексико. Осуден на 5 години затвор во Сремска Митровица, по излегувањето беше под постојана присмотра. Кога почна Втората светска војна, бугарите сакаа да го искористат неговиот авторитет и го запишаа во акциониот комитет без негово знаење, но тој не отиде на ниту еден состанок и пак одби да биде нивен учител.
Наместо тоа, на 60 годишна возраст одеше по велешките села како агитатор, стоички издржувајќи ја целата пролетна офанзива со третата македонска бригада. Командантот Апостолски велеше дека Панко е пример за сите млади борци. На 2 август 1944 година, како најстар делегат, го отвори првото заседание на Асном во манастирот Прохор Пчински. Со очи полни солзи зборуваше за реките Пчиња и Вардар кои го мијат ропскиот срам и за раѓањето на новата, светла и слободна Македонија. Но, слободата беше кратка за Панко. Во 1948 година јавно застана зад резолуцијата на Информбирото, верувајќи во интернационалните идеали. Како пратеник, ја даваше својата плата за помош на семејствата на уапсените, што беше доволно удба да му го претресе станот и да го уапси во декември 1950 година. На 68 години, старецот кој преживеас, беше осуден на превоспитување на Голи оток, патувањето во јули 19 во преполнети вагони без вода, стоејќи над дупка за физиолошки потреби, беше пекол кој не се опишува. Само неколку дена по пристигнувањето на островот на смртта, на 13 јули 1951 година, Панко Брашнаров почина од изнемоштеност и тортура. Сведоците велат дека личел на човек од 90 години, завиткан само во ќебе, претепан од дизверови. Додека Тито се возеше во Мерцедес низ Југославија, на Голи оток умираа илјадници, меѓу кои и 2500 македонци. Панко ги остави коските таму, без гроб кој можеме да го посетиме, но неговото име е запишано во темелите на нашата држава. Вечна ти слава, учителе!